Македонија сега би требало да има подобар пристап до Белата куќа од било кога, ама тоа му смета на граѓанството околу стакленикот на Бихачка, кое не може да се соочи со реалноста. И не им смета само Трамп. За нив голем греф е и што владата на Мицковски има блиски односи со Унгарија, односно со Виктор Орбан, кој те ни даде кредит по поволни услови за да зајакнеме економијата и дури се понуди да посредува во спорот со Бугарија. Ајде сега да видам дали ќе критикуваат и затоа што се сретна со Макрон. Средба од огромно значење, затоа што во моментов Макрон неспорно е лидер на Европа, политичар кој што има највисока поддршка и најстабилен мандат на моќна земја членка во рамките на Европската Унија, имајќи предвид дека владата во Германија е пред пат и дека најверојатно пред март 2025 година таму ќе има избори. Значи блиски релации со администрацијата на Трамп, председател на најсилниот стратешки партнер на Македонија, лични односи со председателот на Унгарија, силна земја членка на Европската Унија, и ете комуникација и средба со Емануел Макрон, неформален лидер на Европа, политичар кој што има највисока поддршка во една моќна земја членка. А зашто ги критикуваа? Дека кога ќе дошле на власт ќе однеле Македонија во изолација? Мајко моја. Сега дека Мицковски ете во силна дипломатска офанзива да го убедува светот во исправноста на македонските барања за одблокирање на патот кон Европа, но со зачувување на македонскиот идентитет, што прави лидерот на СДСМ и водач на слободното граѓанство Венко Филипче. Каков Трамп, каков Орбан, каков Макрон, Харис Джинович му е мајката. Или чул Филипче Харис па мислел заев на концерт на Камала Харис ќе го носи. Значи ВМРО ДПМН и Мицковски преку Трамп, Орбан и Макрон ја водат Македонија кон изолација, а Заев и Филипче со Харис Джинович од Дубај ни ги отвараат портите кон Европа. Да не беше смешно, ќе беше трагично.